Скијачкиот центар Маврово бележи една од најуспешните сезони и во услови кога нема доволно природен снег, на центарот кој годинава доби нова ски патека. Има скијање веќе втор месец. Моментално скијачкиот центар Маврово работи со пун капацитет. На поголем дел од ски патеките има поставена инсталација со вештачки снег. Центарот заживува после подолг период. Тука започнаа да се одржуваат фиснат превари како денешниов. Туристите, но и познавачите на приликите се задоволни од центарот, каде годинава нови патеки се заснежуваат со вештачки снег, што е еден од основните услови за успешна ски сезона. Колку е прекрасно со вештачкиот снег, со некои услови што се реновираше бачилото горе и што веќе ги нема тие гужви, со едно седот се намали гужвата по стази и обработката на стазите е на високо ниво. Сега веќе за прв пат овие 2 месеца може да се пофалиме дека Маврово вистина најде решение за бетонирање на стазите со вештачки снег и природен снег. Од Скијачката федерација на Македонија вела дека Маврово се развива, но може уште повеќе, ако се земе предвид природниот потенцијал на планината. Дел од ски центрите во Македонија се во очајна состојба, пред се поради немање на вештачки снег и инвестиции во инфраструктурата. Мора да се улага во центрите, значи мора да се улага во инфраструктурата. Практично целата инфраструктура во нашите центри е застарена. Единствено нова инфраструктура е направена на Попова шапка, тој 600 што е активиран лани. Меѓутоа, Попова шапка нема вештачки снег и зависи од снежните падавини. Поради немање на доволно снег на Попова шапка се уште не е започната ски сезоната. Неделава падна 30 сантиметри снег, нова снежна покривка како што велат од раководството на центарот не била задржана на ски патеките поради силниот ветер. На 13 февруари се навршува една година од трагичната сообраќајна несреќа кај селото Ласкарци, која го зави Гостивар во црно. Несреќата однесе 16 човечки животи, а повеќе од 35 лица беа повредени. Во пресрет на годишнината најавен е настан во спомен на жртвите. На датумот на несреќата следниот четврток ќе се одржи меморијален марш. Иницијативата доаѓа од група планинари, а ќе биде поддржана од општина Гостивар. Точно така, на 13 февруари, минатата година беше тоа ден среда, оваа година се паѓа ден четврток. Ќе почнеме од Ласкарце, и јас ќе бидам таму, од околу 5 часот, и група на граѓани од Гостивар, меѓутоа ги повикуваме и сите други заинтересирани граѓани од другите градови да ни се приклучат. Ние ќе го продолжиме патот кај што застана автобусот со 16 жртви од Гостивар и ќе стигнеме пешакејки до нашата општина. Во спомен на трагедијата ќе се маршира околу 55 километри. Покрај сеќавање на жртвите од трагедијата, со овој марш имаме намера да испратиме порака до надлежните државни институции, да ги преземат сите неопходни мерки за поголема безбедност во патниот сообраќај, како и да ги сензибилизираме сите учесници во сообраќајот, вакви трагедии да не се повторат, велат организаторите. 13 февруари 2019 година ќе остане запишан како мрачен датум за Гостивар, но и за целата држава. Автобусот на Дурмотурс, кој тргнува кон Гостивар од Скопската автобуска станица во 16 часот и 15 минути со 51 патник, излета од коловозот, ги проби панкините, падна и се преврте на стариот дел од патот. За случајот во тек е судски процес. 6 мина се товарат за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, додека едно лице за несовесно работење во службата.
Заврши вториот тендер за заловување и згрижување на кучињата скитници, но низ градот сликата не е многу подобрена. Се уште низ јавните површини има бездомни животни. Од ветеринарната амбуланта вела дека со парите кои ги добили од општинските власти за двата тендери не можеле да го решат проблемот. Ова е стационарот во Тетово каде што се згрижуваат кучињата скитници. Тука има 20 кафези. Досега амбулантата во овие два тендери кои што ги добила згрижила околу 140 кучиња скитници. Но нивните проценки говорат дека во градот има уште околу 500 кучиња скитници кои што треба да се згрижат. Од амбулантата се надеваат дека наскоро ќе биде објавен третиот тендер за заловување на кучињата скитници, во кој ќе биде предвидена поголема сума на пари. Јас мислим дека треба некој поголем буџет, 2 до 3 пута повише, и да се прави работата до крај како што треба. Зашто со ваков буџет тоа е што може. Повише нема. Истиот беше првиот и вториот, беше околу 10.000 евра, првиот и 10.000 евра вториот. Од општина Тетово вела дека во тек е процедура за нов тендер за фирма која ќе се грижи за кучињата скитници во градот, а повикот се очекува да биде пуштен следните неколку дена. За оваа намена од буџетот на општина Тетово за 2020 година издвоени се 1 милион денари. Веќе во месец јули годинава се очекува и завршување на работите околу новиот стационар за кучиња. Истиот во тој период ќе биде пуштен во употреба, со што се надеваме дека трајно ќе се реши овој горлив проблем на Тетово, потенцира општинските власти. Социјалдемократската младина на Македонија во Центарот за култура во Тетово го организираше настанот насловен 2024, преку кој младите има можност на едно место да се соберат и да ги презентираат своите идеи, кои ќе бидат преточени во програмата за млади на СДСМ. Главна тема на настанот е предприемништво, со цел мотивација на младите за отпочнување на свој бизнис. Освен што ќе се прибираат информации и идеи, визии за програмата за млади, овој настан е од хуманитарен карактер, бидејќи ќе има и неформален базар, каде што посетителите ќе можат да купат пијалоци, чај, кафе и ќе можат да донираат пари кои ќе ги донираме за едно социјално загрозено семејство или за лекување на едно дете што има потреба од пари за донација за операции. Главна тема на денешниот настан е предприемништво, односно како младите може да се запознаат со мерките кои ги нуди владата и сите околни чинители за тоа како полесно може да отворат собствен бизнис. Значи од мерките за самовработување, кредитирање, фондот за иновации и технолошки развој, младинската гаранција и така натаму. Поентата е да ги мотивираме младите, својата иднина да ја бараат во приватниот сектор, не само во државните институции, бидејќи сите знаеме дека таму условите се многу подобри, има многу можности за развој и се надевам дека ќе инспирираме неколку млади да започнат и да аплицираат. На настанот присуствуваше и председателот на Социјалдемократската младина на Македонија Дарко Каевски. Денеска тука во Домот на културата под организација на локалниот клуб на СДММ Тетово организираме настан на кој што пред се ќе собираме идеи за престојната програма која што ќе биде за млади, но и друга страна ќе ги презентираме сите оние мерки кои што ги имаме спроведено, активности и политики кои што се пред се во насока на млади и младински политики. Од една страна ќе направиме едно неформално дружење со младите тука во Тетово, пред се за да ја добиеме и блискост, односно идеите кои што ги имаат сите тие. Програмата за млади ќе биде дел од предизборната програма на СДСМ во пресед на предвремените парламентарни избори закажани за 12 април. Во јануари оваа година, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 1448 различни видови сообраќајни прекршоци. Во контролните активности, редовни и акциски, поради констатирани прекршоци, биле исклучени 93 возила. Најмногу од исклучените возила, 89, имале истечена регистрација до и над 30 дена, додека кај 4 била утврдена техничка неисправност. Минатиот месец од сообраќај биле исклучени 222 возачи, од кои 117 управувале без возачка дозвола, 57 под дејство на алкохол, 46 биле возачи почетници и 2 имале важечка забрана за управување. Откриените сообраќајни прекршоци во јануари заокружени се со 218 прекршочни, 155 мандатни платни налози и 966 писмени опомени. Покрај тоа,
Во овој период времено биле одземени 89 возачки дозволи, а на сообраќајна поука биле повикани 36 лица. На првиот надпревар од 15-тото коло на првата кошаркарска лига на Македонија, екипата на Гостивар го совлада МЗТ-2 со 89-69. Гостиварци надпреварот го отворија лошо. Гостите имаа водство 14-4, што беше знак за тренерот на Гостивар Маријан Србиновски веднаш да повика тајм-аут. Првиот период заврши со предност на гостите од 25-21. Сепак во вториот период работите почнаа да се движат во очекуваниот правец. Гостивар на полувремето замина со водство од 41-36. Во второто полувреме комплетна доминација на домашните кошаркари. Предноста на Гостивар од минута во минута се зголемуваше, за во последниот период да стигне и до највисоки 21 поен разлика. Последните неколку минути шанса на теренот добија и кошаркарите кои немаат голема минутажа, кои сепак успеа да ја задржат високата предност на Гостивар. Најпрецизен на теренот беше кошаркарот на Гостивар Ѓорđe Ѓелетовиќ со 30 поени, додека Димчевски Доналдсон постигнаа по 11. После ова коло во домашното првенство следува пауза поради настапите на македонската кошаркарска репрезентација, која ќе одигра 2 надпревари од квалификациите за Европското првенство. Првата лига ќе продолжи на 29 февруари, кога Гостивар ќе игра на гостински терен против Евро Никел во Кавадарци.